Правниот факултет од Кичево нуди нови можности за итните студенти кои што ќе се запишат на нивниот факултет. Така е, професор доктор Светлана Велјановска, декан на факултетот. Добро утро за вас. Добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов. Многу теми за разговор, сега е и нели уписниот рок и верувам дека сте задоволни од бројот на студенти. Каква е ситуацијата? Има ли интерес? Да. Значи, кога станува збор за интересот на правниот факултет, можам да кажам дека од неговото основање во 2008 година па се до денес, тенденцијата е отприлика да имаме ист број на студенти. Првите години нормално беше поголем интересот, затоа што сепак стануваше збор за нов факултет на тој простор на Југозападна Македонија, кој што функционира во градовите Кичево, Битола и Струга. Значи, ние покрај седиштето во Кичево имаме дисперзирани студии во Струга и во Битола и навистина имаше голем интерес за запишување на студенти токму од тие градови, значи зборувам од реката Вардар па до границата со Албанија. Меѓутоа сега нормално како што се и состојбите на сите високообразовни институции во нашата држава, се намалува бројот на студенти, но последниве 5-6 години имаме константна една бројка која што верувам дека ќе ја задржиме и во натамошниот период. Кои се новите студиски програми за идните студенти кои што ќе одберат да се запишат на вашиот факултет? Да. Ви благодарам за ова прашање затоа што навистина таа е идејата поради која што сакавме да се промовираме и на државната телевизија. Имено ние на вториот циклус студии се обидуваме да направиме некои насоки кои што ќе привлечат интерес не само на правници, значи не само на нашите студенти, туку да привлечеме интерес и на дипломирани студенти од другите факултети. Овој пат станува збор за студиска насока за која што туку добивме акредитација и веќе од септември ќе почнеме со запишување на нови студенти. Тоа е нови технологии, право на нови технологии. Што значи тоа? Тука се обидуваме оние сегашни трендови, знаете дека веќе АИ технологијата, информатичката технологија, вештачката интелигенција е нешто што не можеме да го одбегнеме никаде, па ниту во правото. И затоа целна група всушност ни се студенти од информатичките факултети кои што ќе се обидеме да ги внесеме во правото и да ги научиме дека не е само она што е видливото на тие веб страници, на тие портали, на секаде онаму каде што се пласираат информации, туку какви се и обврските, каква е и приватноста, заштитата на приватноста, заштитата на авторските права, значи сите тие правни аспекти да им ги понудиме за да можат малку посериозно да се третираат овие облици на комуникација во современото општество. Инаку покрај ова нова програма ние имаме и стандардни програми кои што ги има на правните факултети. Да направиме што се нуди факултетот. На вториот циклус, кога веќе тука почнавме, имаме значи казнено право и криминологија, доста интересна насока која што се бира пред се нормално од правници, бидејќи тука тие имаат право само да аплицираат, да. Потоа имаме бизнис право кое што е атрактивно не само за правниците, туку и за економистите, за оние што имаат завршено менеджмент, значи туризам, тие се факултетите кои што гравитираат генерално кон таа насока. Имаме административно право и администрација, тука знаете оние што се занимаваат со управното право, одсудството и слично се насочени во тој дел. И исто така една интересна насока човекови права и демократија. Таа е навистина широка и тука доаѓаат колеги и од вашава бранша, од новинарство и од сферата на политичките науки, од филозофските факултети. Значи има сериозен интерес не само од правници, туку и од други струки. На првиот циклус покрај правниот факултет ги имаме политички науки и дипломатија, значи како една колку се атрактивни политичките науки за студентите? За разлика од правните, помалку имаме интерес од студентите. Верувајте, комуницираме и со колегите од другите државни факултети секаде. Мислам дека тој тренд некако е намален, посебно за политичките науки. Не знам која е причината, но верувам дека ние ја држиме таа насока, сакаме, мислам, не се откажуваме од неја и ќе промовираме и понатаму во текот на овие наши промотивни активности, се обидуваме значи да привлечеме студенти и на таа насока. И она што сакам да го споделам со македонската јавност е дека правниот факултет е еден од ретките факултети во нашата држава кој што успешно ги реализира докторските студии. Имаме 3 студиски програми на докторските студии. Станува збор за дел кој што е насочен на казненото право, на административното право и меѓународното право и меѓународна политика. Имаме акредитирани ментори. Во моментов можам да се пофалам дека бројката на
запишани докторанти е 42, што значи дека сите тие се покриени со ментори. Знаете дека менторствата се ограничени на 3 студенти докторанти, што значи дека тука сме навистина една од водечките високообразовни институции. На нашиот универзитет сме први, а верувам дека отприлика и на другите државни универзитети. Да, изминатиот период имавте и на низа активности, ќе ги споменеме теорија и пракса, што е особено значена за студентите. Да. Во рамките на нашето работење, предавањата се нешто што е вообичаено. Меѓутоа, ние се насочуваме кон активности со кои што сакаме на нашите студенти во текот на студирањето да им понудиме опции кои што понатаму ќе им се понудат во животот како правници. Значи, знаете дека правниот факултет има сериозен пристап до сите институции. Освен судството, обвинителството, правобранителство, тука се и оние професии од типот на адвокатурата, нотаријатот, извршителството, кои што се многу атрактивни професии, бидејќи сите тие се, како да речам, самовработувачки професии. Колку се вашите квалитети, толку и ќе бидете застапени на пазарот и толку ќе има интерес за вашето работење. А нормално, секој кој ќе избере да биде правник во некоја институција, во некоја приватна фирма, државна фирма, тоа не му бега, што се вели. И исто така, се настојуваме и практичната работа, меѓутоа и дополнителните активности во рамките на она што се вика воннаставна активност. Значи, неколку години наназад веќе организираме еден настан кој што се нарекува Јус форум. Тоа се всушност гостувања на личности од фелата. Меѓутоа и не само од правната фела, туку покануваме и видни гости од дипломатијата. Значи, наши гости биле и странски амбасадори, и наши амбасадори во другите држави. Сите оние кои што се на некој начин, кои што се имиња во сферата на судството, се биле наши гости на тој Јус форум. Целта која не е со тие активности? Да се обидеме, да им ги прикажеме сите овие професии на нашите студенти и да им докажеме дека сите овие луѓе и во нивното минато биле студенти како и тие. И дека само со надградба, само со учење, само со едукација може да ги постигнат сите тие цели кон кои што и овие луѓе се стремат. И за праксата, конкретно, бидејќи ме прашавте, имаме студентска клиника, значи правна клиника, таа е исто така многу успешна, која што работи во рамките на нашиот факултет. Тука соработуваме со ризични групи на граѓани, значи тие ни се целна популација, каде што им даваме бесплатна правна помош, а тоа го работат нашите студенти нормално од висшите години, 3-та, 4-та година и магистрантите, кои што веќе се едуцирани иоспособени. И мислам дека и во тој дел навистина постигнуваме завидни успеси во овој дел од нашата држава. Одлично. Многу активности, многу настани, многу случувања и верувам дека ќе поттикнете многу од младите, нели, да се запишат на вашиот факултет. Ќе го следиме се она што како новина го имате вие и нормално повод за повторно да се видиме во нашата утринска. Да, може само уште да го споменеме и подпишувањето на меморандум со општина Кичево, кој што исто така е многу значено за вашиот факултет и еднакво за идните активности ваши. Подпишувањето на меморандуми со локалните самоуправи, последна најдова ни е општината Кичево, иако е седиштето на факултетот е во Кичево, меѓутоа сплет на околности, дури сега го подпишавме тој меморандум, е навистина една одлична иницијатива која што потекна од наша страна, меѓутоа беше искрено прифатена од градоначалникот и веќе резултираме и со конкретни активности. Сега за неколку денови ќе биде и доделувањето на дипломи на нашите студенти и на нашите магистри на науки и ќе поканете и градоначалникот на општина Кичево кој што мислам дека ќе најави некоја поконкретна соработка со правниот факултет. Исто така имаме меморандуми за соработка склучено и со сите општини од овој регион. Значи зборувам за општината Охрид, општината Битола, Новаци, значи сите општини од југозападниот регион, понатаму со сите судови, обвинителства, правобранителства, значи токму и тука ни се отворени вратите за соработка. Адвокатските комори од овие градови исто така ни се наши редовни соработници и тие се најчестите вработувачи на нашите студенти. На кој начин? Едноставно бараат од нас препорака. Кој студент во завршна година ќе ни го понудите да биде како практикант извесен временски период и потоа нормално најдобрите остануваат во нивните адвокатски канцелари. Значи имаме навистина одлична соработка во тој дел. Во делот на натамошните активности многу имам да зборувам. Сега пред 10 дена на 3, 4, 5 бевме во
Пловдив во Бугарија. Таму одржавме една тркалезна маса каде што сме коорганизатори ние, Пловдивскиот правен факултет и Правниот факултет од Катанија. И тоа е почеток само на една соработка која што во наредниот период планираме да ја интензивираме. Наредниот период треба ние да бидеме домаќини во Кичево, понатаму ќе бидеме гости домаќини и во Катанија, но верувам дека сето тоа предизвикува интереси кај нашите студенти, но и кај нашите наставници. Значи, професорите на факултетите исто така имаат потреба од комуникација и соработка и тоа е нашата обврска како раководство, јас како декан и другите колеги од деканската управа, да им ги овозможуваме таквите контакти преку ваквите соработки. Тоа е причина плюс повторно да ни бидете гости во Македонија наотров и благодариме што не посетивте од Кичево, па и причина плюс ние да дојдеме во Кичево, се разбира. Добре дојдени сте во секој. Следен пат ќе дојдеме ние на гости. Договорено. Ве држам во збор.